Zapej pesna mori mome, da se čuje Novo Selo. Novo Selo, ka izvorot, kaj lažite. Ka izvor
почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на Алфа телевизија и ја гледате Везилка. А ние пак со огромно задоволство и мерак ви го најавуваме почетокот на четвртата сезона Везилка. Најнапред сакам од се срце да ви се заблагодарам од целиот тим на емисијата Везилка, што ни бевте верни, лојални на големото ваше почитување. А ние сме тука, драги наши, да ви ветиме дека и во оваа четврта сезона ќе ви овозможиме многу убави нешта да видите од нашата Македонија, истражуваме, ке пееме, ке играме, ке ве радуваме и ке ве веселиме. Останете со нашата Везилка. Токму така продолжуваме со новата сезона на Везилка. Добар ви ден и од мене, драги мои. Четвртата сезона ќе започнеме со нова свежина, со прекрасна енергија и со навистина големи предизвици. А токму денес сме на едно прекрасно и преубаво место кое што навистина е вечен предизвик на археолозите, а тоа е археолошкиот локалитет Баргала. Токму ова место, историјата за ова место зборува премногу, но затоа вие ќе останете во тек на нашата емисија. Има навистина што да слушнете и да видите за ова прекрасно место. Секако покрај тоа ние ќе продолжиме со нашата преубава песна и музика, со нашите денешни гости, оркестар Бумбари Бенд, па да видиме што ни следува понатака, нели? Немам пари, сребро, злато, немам сватови. Со мене се, мајко, само мој печали. Срце носам, јас за неа, не ме враќајте. Ноки не спијам, мајко, та ми е се. Срце носам, јас за неа, не ме враќајте. Ноки не спијам, мајко, да ми е се. Дајте ми ја, дајте ми ја, бисера, моја мома сакана. Дајте ми ја, дајте ми ја,
Планината Плачковица се издига помеѓу градот Радовиш и Струмичко-Радовишката котлина на југ и Кочанската котлина на север, во правец северозапад-југоисток. На 35 километри од градот Штип се наоѓа планинарскиот дом Вртешка, кој што е сместен токму на оваа планина на надморска височина од 1080 метри. Планинарскиот дом е сместен во самото село, кое го носи истоименото име – Вртешка. Планинарскиот дом Вртешка е поодамна, можам да кажем еден историјат. Друштво на планинарски спортови Лисец е формирано 69 година, од тогаш па навака преку собрание општина Штип ги добивме стара жандармериска зграда и е во постојано реновирање. Најпоследното реновирање ни беше пред 3 години, кога го доправивме подкровниот дел, фасадниот дел, асфалтот се доправи до крајот на домот. Тоа е последното реновирање. Планинарски дом Вртешка се наоѓа на 1080 метри на планината Плачковица. Во непосредна близина е селото Вртешка, старо село, старо македонско село. До домот Вртешка води асфалтен пат, а може да се стигне и по планинскиот дел. Планината, чистиот воздух, преубавата природа која што е во околината на планинарскиот дом, го прави ова место одлично за уживање во секој период од годината. Домот е отворен секој ден и работи со претходна најава. Имаме голема трапезарија, имаме убав камин, кој е по системот во парно грејење, имаме комплет кујна спремена, со тоа што имаме и тамо печка и се обслужува парно грејење на останатите 6 соби од капацитетот од 70 луѓе. Планинарски дом Вртешка е отворен секој викенд, али потребно е сепак со најава да се комуницира за да се дојде. Пристапот е 35 километри од градот Штип со асфалт до Планинарски дом. Значи може да биде и дневна посета, и повеќе дневна посета. Постојано гости имаме од цела Македонија, па и од странство. Претежно доаѓаат и млади деца, организирани како извидници. Имавме и некои светски извидници од повеќе држави. На студентите не можеме да ги постасаме, затоа што оних преку студентските организации во пролет и летните периоди доаѓаат по цела недела. И планинари. Значи, домот е отворен, имаме и летна кујна за луѓето да можат да си приготвуваат храна, за да не одат во планина, да палат огин, да не направиме некоја штета. Во близина на планинарскиот дом имаме стара црквичка, Свети Ѓорги, која е реновирана од наша страна од планинарите, со убав иконостас, и околината е многу убава и пријатна. Највисоката точка на Плачковица е врвот Лисец со височина од 1754 метри. Денес домот е управуван од страна на планинарското друштво Лисец од Штип. Во 2020 година со средства од Светска банка домот бил обновен и започнале активности за негова надградба, со што би се добиле легла за 70 посетители. Планинарскиот дом е интересен и од друг аспект. На место положба е затоа што имаме можност за посета на објекти и местности. Имаме кањони што се покарактеристични и добри и авантуристички за малку адреналин, и ние ги викаме кањонот Колорадо во Македонија. Во близината е археолошкото наоѓалиште Баргал. Имаме на Плачковица пештери кои се многу интересни и за младата популација многу интересна во живо да влезе и да ги види пештерските украси. Имаме ферата направено, чисто алпинистички со сајли искачување на врвот. Имаме направено и посета може да се изврши на црквата Свети Спиридон, која е на местноста Црквиште. Тоа било некое старо место, исконско, кај што луѓето оделе и имало некоја црквичка. Имаме тука во близина на домот и вештачка карпа, која е атрактивна и интересна за посета на младите спортисти
Плачковица е богата со разновидна флора и особено е богата со шуми. За богатата растителност со шуми на Плачковица запишал и македонскиот револуционер Ѓорче Петров во книгата Материјали по изучување на Македонија, каде забележал дека општо земе на Плачковица е се уште покриена со гори, кои што и придаваат оддалеку темен изглед. Горите се состојат од бука, борика, ела, липа има најмногу на селото Липец и разни диви овошја. Забележително е тоа што, споредено со другите планини и шумски појаси по катовите во Македонија, на Плачковица, особено на незината северна падина, до Чупино, густата букова шума започнува веднаш над 700 метри и воопшто изостанува дабот, што не е случај со другите планини, каде по дабот буката започнува над 1000 метри надморска височина. Драги мои, сакам да ви го најавам првиот наш соговорник во емисијата Везилка, кој што најблиску ќе ни ја доближи Баргала, а тоа е директорот на Завод и музеј на Штип, господинот доктор Митко Штерјов. Добре ни дојдовте, господине Митко. Вие сте свој на своето овде. Ние се чувствуваме прекрасно и се враќаме во историјата наназад. Но вие сте тука да ни кажете најповеќе што е важно да знаеме за овој археолошки локалитет Баргала. Од кога е и така натаму. Па вака, Адријана, јас најнапред би сакал да се заблагодарам на вас. Инаку, на пошироката јавност одамна е познат археолошкиот локалитет Баргала, меѓутоа еве и во оваа емисија да ги потенцираме оние главни работи кои што се поврзани со доста античкиот град Баргала, кој што потекнува од 5-6 век од нашата ера. За него навистина многу се пишувало и се работело. Некаде од 67 година, кога прв пат почнаа оние научни истражувања на локалитетот Баргала, и како прв објект кој што беше откриен, тоа беше Централната базилика. Морам да потенцирам дека првите сознанија и за Баргала, историски кои што ги имаме, се во 4 век, каде што на првиот и вториот екуменски собор во Халкедон се собираат, и во Никеја се собираат сите они црковни великодостојници кои што разговараат за канонските правила на христијанството. Значи во тој период отпочнуваат и градењето на црквите и сите оние канонски правила, ама се собирале на тие собори и тука пишува дека епископот од Баргала учествувал на тој собор. Значи почнувајќи од тие историски податоци, па натаму потоа кога е откриена и надписната плоча каде Веспазијан ја донира на градот Баргала, а ние морам да признам дека ја откривме и се наоѓа во археолошкиот музеј во Скопје и копија кај нас во Штип. Значи со тие историски податоци и археолошките податоци навистина го потврдуваме времето на постоење на локалитетот Баргала. Инаку тој се развива од една помала воена кохорта во 4 век, каде што тука биле стационирани и потоа се развива како еден цивилен и епископски град. Сите оние археолошки истражувања во текот од 67 година па до сега и онаа конзервација која што ја направивме, која што е многу битна на сите овие објекти кои што денес ги гледаме тука, мораме да кажеме дека Баргала заедно со Хераклеја и Стоби влегува во оние најрепрезентативни градови во нашата држава. Инаку досега се откриени, значи повеќе објекти покрај главната капија и бедемите, комплет се откриени на површина некаде од 4,7 хектари. Меѓутоа, само еден дел од епископиумот досега е истражен, кој е, можем да речеме, најрепрезентативен. Значи, тука имаме епископската резиденција, каде што во моментот се наоѓаме. Значи, ова била епископска резиденција, каде што се собирале оние великодостојници и разговарале за сите проблеми и за добрите и за лошите работи. Потоа се наоѓа градската базилика, откриена е цистерна за вода, која што морам да кажам дека и во тоа време луѓето навистина имале еден систем на градска средина, значи ја донесуваат водата од блиските ридови по канали, се донесува до градот и тука и веќе имат развиена и морам да кажам дека е она главната бања која што се загрева водата, значи не е со природна топла вода, него се загрева со сите оние елементи на една римска бања кои што се познати и потоа
централната базилика која што откривме во поново пред неколку години. Така да целиот овој дел епископумот навистина е она најрепрезентативното од градот. И морам да потенцирам дека тука е откриена и најстарата винарија. Значи, можеби повеќето не се штуствале за овој податок, меѓутоа на Баргала се наоѓа најстарата винарија. Спасен, знаеше ти за ова? Да. И јас прв па слушам за ова. Има и откриено печка за стакло, каде што потврдува дека овој град навистина бил во функција на повеќе намени. Значи, покрај црковен центар, бил и економски центар. Тук, бидејќи се откриени оние економски дел од градот, значи оној хориум каде што се сите оние питуси под земја, каде што ја криеле, односно ја складирале храната, па таа е била покриена и кога имало напади, таа била под подот каде што не можеле и да ја откријат. Така да во една целина навистина можеме да кажеме дека градот Баргала навистина представува една целина, и со последните интервенции кои што ги односно морам да нагласам дека еден наш проект на Завод музеј Штип заедно со општина Карбинци и со Источнопланскиот регион успеавме да реализираме еден проект финансиран од Агенцијата за рурален развој, каде што го осветливме и го градивме градот. И затоа мислам дека веќе со оваа понуда каде што е осветен навечер може навистина да влезе во она туристичка понуда на нашата држава и на сите околу кои што ќе го пронедат своето место, и се надевам дека со текот на времето покрај оваа ваша емисија која што почнува од тука, се надевам дека ќе почнат и повеќе културни содржини да се случуваат на Баргала. Доктор Митко, кажете ни, каква е заинтересираноста на домашните и странските туристи да ја посетат Баргала? Колку всушност вие сте подготвени за прием на тие туристи и која е вашата, да кажеме, туристичка прошетка што ја организирате за нив? Што може да доживеат се овде кога ќе дојдат туристите? Што им нудите едноставно Да. кога дојдат тука? Вака, значи само морам да напоменам дека и овој град не е случаен, бидејќи целата околина во општина Карбинци има многу локалитети други кои што се навистина вредни. Значи почнувајќи од локалитетот, праисторискиот локалитет Вршник, па античките градови кои што се на Беште Пеанче и оние могили каде што ги погребувале покојниците. Во околината на Баргала има и повеќе тврдини кои што биле во функција на овој град, така да навистина кога ќе направиш една тура, исто така морам да потенцирам дека тука се наоѓа и кањонот на Козјачка река, кој што веќе полека влегува и во она туристичка понуда на оние љубители кои што се планинари, кои што сакаат такви прошетки. Меѓутоа, во последно време навистина градот добива значење, бидејќи веќе ги организираме сите школи, кои што се од Штип и околината, па веќе влегува во туристичката понуда со туристичките агенции на другите градови, така да посетеноста, особено во овој период од септември па некаде до мај-јуни, навистина е голем. Значи, доаѓаат со автобуси, се прошетуваат, се најавуваат, меѓутоа морам да потенцирам дека досега немавме 24 часа, имаме 24 часово обезбедување, меѓутоа немаме водич кој што цело време ќе е тука и само засега го работиме со најава. А додека оние обични посетители ги има, морам да кажам, секојдневно и особено викендите. Од каде доаѓа името Баргала? Градот е она, можеби, доаѓа од германските зборови бург, барк, значи што представува град. Така да може тоа е една од, инаку немаме некоја по-голема анализа нели околу тоа, бидејќи не може да се дае, меѓутоа она бург, барк, значи тоа е град. Значи уште од тоа време представува име на град. Пошто бил предпознатлив градот Баргала во тоа време? Како функционирале, значи, што била главната дејност на луѓето? Вака, значи покрај црковен центар, Баргала бил, еве, спомнавме и економски, навистина во овој град, во овој дел, тоа е еден од поголемите градови кои што обслужува, меѓутоа сите наши анализи, оние и од постарите колеги, сепак планината Плачковица е една од рударска златоносна планина, каде што можеби
се истражувало. Досега немаме некои поголеми податоци околу тоа, меѓутоа една од претпоставките дека можеби Билка кој е еден центар кој што бидејќи главниот пат на Плачковица и каде што се поврзува со Радовиш е токму Баргала. Во историскиот период кога го реализираме целиот период до сега, бидејќи блиску до Баргала се наоѓа и црквата Свети Ѓорги, која што е од 10-11 век, а во непосредна близина воздушна линија некаде од 2 км 3 се наоѓа и црквата во Крупиште, која што ние препознаваме, односно сакаме да докажеме дека тоа е, бидејќи таму е откриена единствено во Македонија глаголицата, значи со археолошките ископувања е откриена глаголицата, тоа е единственото место до сега каде што е откриена. Сакаме да веруваме дека можеби и брегалничката мисија започнува од овој крај. Значи, кога веќе ја имаме глаголицата, имаме сите оние археолошки докази, па заедно со Свети Ѓорги и со сите цркви околу Крупиште и во близината на Баргала, значи со право претпоставуваме дека ова е онај црковен центар на нашата територија. Нашата чудесна и волшебна Македонија. Почитувани гледачи, доколку сакате да го посетите овој археолошки локалитет Баргала, најавете се претходно во музеот на Штип, доколку сте поголема и организирана група, а инаку останете со нашата везелка затоа што разговорот со доктор Митко ќе го продолжиме после ова убава македонска музичка numera.
Драги мои, верувам дека уживавте во оваа прекрасна номера, а ние го продолжуваме разговорот со нашиот денешен гостин, господинот доктор Митко Штериов. Докторе, вие како директор на Завод и музеј Штип, имате навистина голема одговорност за сите археолошки локалитети, особено за овој бидејќи е од големо значење. Што може да понуди вашата институција или со какви проекти може да се справи во иднина? Што може да очекуваме? Вака Спасен, значи морам да прво да нагласам дека ние сме Завод и музеј Штип, кој што покриваме поголема територија. Значи под наши ингеренции се Радовиш, општина Конче, Штип, Свети Николи и Кочани. Значи целиот тој дел го покриваме ние од областа на заштитата. Значи покрај сите оние генерални урбанистички планови, патишта, рудници, се што се прави, значи ние прво правиме анализа дали се наоѓаат на археолошки локалитети, па потоа се прават проекти, па ги реализираме, па тогаш се ослободува територија или тогаш се донесе урбанистички план. Така да навистина нашата работа е обемна, не е само музеј, тоа е и одговорна. Значи локалните музеи ја имаат она само презентација на оние предмети што ги имаат, ние имаме малку поголеми ингеренции. Па затоа еве една од последните истражувања кои што ги правевме пред неколку месеци беше на археолошкиот локалитет Била Зора кај Свети Николе, кој што исто така е еден од порепрезентативните градови, меѓутоа тоа е од некаде 3-2 век пред нашата ера. Значи сосема е друга проблематика која што се работеше таму, исто така вршевме конзервација на Владетелската палата, која што откриена пред неколку години. Во наредниот период имаме уште неколку проекти каде што ќе истражуваме една могила која што е од римскиот период, значи 2 век од нашата ера и се наоѓа во непосредна близина на селото Карбинци. Тоа е значи една од плановите за наредниот месец и уште еден локалитет кој што се вика Говедарски пат, исто така е во близина на Баргала, тоа селото Црвулево. Таму уште на времето е откриена, значи она позната и во нашите списанија и во општата предмети оние кои што се од културно наследство, значи она камена плоча на Асклепие, Хигија и Телесфор. Значи има во овој регион, значи постоеле и римски храмови, постоеле и антички храмови, постоеле повеќе гробници, така да ова е еден предизвик кој што во наредните месеци ќе го истражуваме. Не би се вели Македонија е земја во која кади да се копне ќе се најде можеби нешто ќе се пронајде историско и археолошко. Колка бе предизвикот или какво е чувството кога навистина ќе се ископа нешто многу значајно кое што е поврзано со македонската нација, со македонскиот народ и со нашата преубава земја? Вака, знаеш, она предизвик на секој археолог е да го открие, да не речем гробот на Александар Македонски, него да направи едно спектакуларно или некое поголемо откритие. Ние навистина досега, можеби јас во мојата 20 на години повеќе истражувања, ни села Македонија навсекаде сме работеле. Меѓутоа и како вие што рековте и обична камче, обична керамида за нас е некојаш многу побитно отколку да се најде нека биде килограм злато. Значи некогаш оној мал податок многу значи за историската, односно за археолошката наука, отколку да се најдат оние материјални кои што обично ние така ги секој дефинираме како се нашле многу наоди, се нашле предмети, меѓутоа еве морам да повторам да ви кажам на патот Штип Радовиш кога го работевме истражувањата, таму пронајдовме една плоча од керамика каде што на неа има надпис. Значи тој надпис веќе го анализираме, го поврзуваме и тоа ни е за нас многу побитно од колку кога ќе најдеш предмет. Не би сакал да бидам негативен и да звучам песимистички, но морам да ве прашам нешто. Нели се вели дека посебно за дел од нашите соседи од еден камен прават историја, а македонците од својата историја прават камен. Колку држи тоа вода? Дали навистина сме фокусирани и вложуваме во нашата историја, во археологијата и во сето што ни поврзува како македонци? Вака, Спасен, навистина не би рекол дека е така, бидејќи ние соработуваме речи со сите археолози и наши колеги, научници. Дали, во суштина се извинувам, дали доволно знаеме да си го заштитиме нашето археолошко богатство?
Мислам дека знаеме, само ќе ни фали презентација. Ние навистина заостануваме само во тој дол, во презентација на сите оно што ние го сработуваме. До тоа кога ќе вложиш во еден локалитет преку 10 милиони и евра, значи може по минатите години, да речеме и Стоби, и Баргала, и Хераклеја, значи нас само ни фали повеќе презентација, повеќе презентирање на она што го имаме, и затоа морам да признам дека и вакви емисии и мора да се размислува да се прават повеќе документарци на таа база, со таква тематика, отколку да правиме само некои други работи. Меѓутоа, мислам дека тоа ни фали, инаку не заостануваме. Можам со сигурност да кажам за тоа што сум докторирал во Романија, сум магистрирал во Македонија, со бугарските колеги, со српските колеги имаме толку прекрасна соработка, со симпозиуми, со сите оние научни достигнувања. Значи само на нас ни фали оној дел каде што ние треба самите да се промовираме. Од она што се слуша воопшто во народот, дека тие наши колеги од соседните земји често пати сакаат да не ги приграват нашите археолошки пронајдоци, да си ја приграват фактички историјата. Токму тоа ми беше поентата на ова. Ние не знаеме доволно самите да се заштитиме, да се ја почитуваме и да изградиме еден собствен цврст став, дека таа историја и тие археолошки пронајдоци припаѓаат токму на македонската култура. Токму и тоа сакав да го спомнав, затоа што во последно време навистина другајаче се одвиваат работите. Еве, пошироката јавност знае дека ние правевме изложба во археолошкиот музеј на златните маски, сите оние наоди кои што сега навистина историјата таква била, значи во тоа време тие се однесени во соседните држави, значи имаме една во Србија, една во Бугарија. Меѓутоа еве колегите сакаат да соработуваат на тој начин и еве се прави значи изложба во Македонија, се правише во Бугарија, наредната ќе биде во Белград во Србија, така да тие самите се признаваат дека работите се од оваа територија. Само што процесот на враќање, на зимање на тие предмети малку е потежок, меѓутоа еве јас искрено сум задоволен и со тоа што доволно што ќе кажа дека е од оваа територија, па нека го чуваат. Ние Јас би бил позадоволен кога би кажале дека се македонски, а не само како територија. Тука може би имало добро, тоа веќе политика, да не би било. Да, тоа веќе повеќе би било на политички оддел, меѓутоа тоа да го оставиме на политичарите. Да кажам нешто за следните планови. Вие како национална институција и како еден предлог, како една идеја, знаеме дека Македонија е земја на виното. Тука е откриена винската визба од 3 век. Зошто да не за почетокот на гроздоберот, на пример, така во Штип, токму тука да се прави една убава винска презентација, каде што ќе дојдат винари од целиот свет, Дрена, токму на Баргала. На автентичното место. Да, веќе со повеќе луѓе го разговарам тоа како идеја, значи од некаде да почнеме. Значи Сигурно. најстарата винарија, почеток на гроздоберот, па еве нека се направи презентација на вината на Баргала и од тука да тргнат сите. Од Везилка ќе Од имате Везилка. комплетната Ви поддршка. благодарам. Ви благодарам за гостувањето и верувам дека ќе имаме уште многу заеднички проекти понатаму. Драги наши, останете со Везилка, продолжуваме со нашата програма. Јас сум едно младо, макажиче, Јас сум едно младо, макажиче, младе милешици, продава мама, парите ги зема, во мене одам, начал ги бакшиш осрабам, ама начал ги бакшиш осрабам. Јас сум едно младо, којоџиче, зато и сребро, продава мама, парите ги зема, во мене одам, начал ги бакшиш осрабам, ама начал ги бакшиш осрабам.
Тука зато за мене жабе, парите ги зеде, меана ги даде, дочи мори наде, направи мезе, донеси вино ракија, ама нека пие зева шаршија. Шарец око им дава, ама така вака живот живеја. Јас сум едно лудо, кујунџиче, пијам вино, љута ракија, на убави момци, мера кога врнам, и шарец око им дава, ама така вака живот живеја. И после ова прекрасна, преубава номера, ние го продолжуваме нашиот разговор со нашиот следен гостин, а тоа е директорката на Центар за култура и театар во Штип, госпоѓа Кристина Атанасова Арсова. Добар ви ден. Добар ден. Добро ни дојдовте во нашата Добре ве везилка. најдов. Како што најавивте, ние се наоѓаме на ова преубаво место, преубав локалитет Баргала. Како може да го поврземе Баргала со театарот и со Центарот за култура во Штип? Пред се би сакала да ви се заблагодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Чест и задоволство е да се биде во една ваква гледана емисија. Задоволството и наше, морам да признам. Благодарам. Да, како што рековте, има спојка со Баргала и театарот и сето ова што го гледаме околу нас е спојка, всушност ова е нашето културолошко живење. Ние се трудиме, нели, како чинители на културното живење да правиме такви спојки. Театарот, всушност ова е, нели, локалитетот Баргала, локалитетот е од античко време, така да и театарот потекнува некаде од таму. За жал, во овој локалитет немаме амфитеатрално гледалиште, како што ви го нарекле. Може би додека прва ќе се открие. Може би се надеваме, да, дека може да постои, бидејќи во другите антички објекти, односно локалитети широм Македонија ги имаме таквите амфитеатрални. Точно. И таму на вистина се изведуваат големи представи, убави представи, се одржуваат фестивали. Не дека овој локалитет е, бидејќи го нема тој дел како нели амфитеатрален дел, не значи дека не се одржувале представи. Во минатото еве оваа година е 70 години од постоењето на Народниот театар во Штип, така да во минатото театарот исто така овде има изведувано многу пати театарски представи во склоп на Штипско лето и јас би сакала повторно да се врати тој тренд, бидејќи на вистина чувството да се работат и антички представи и да се играат на вакви локалитети едноставно не спојува со минатото и сегашноста и кај нас актерите, бидејќи јас сум актер по професија, кај нас актерите буди некое поинакво Се чувство. настапували ли вие како актер токму тука на ова место? На ова место не, но во другите антички локалитети да, и широм Македонија. Сигурно и верувам дека еден од вашите следни проекти ќе биде и токму тоа, со театарот да настапите овде. Така, да, во планови сме да оствариме една таква соработка и се надевам дека следната година во овој период ќе доживееме една таква убава премиера овде на овој локалитет.
Директор, ке ни кажавте дека се 70 години позади во историјата. Да. Значи тоа не е мала, тоа е сериозна бројка за постоењето на Штипскиот театар и Центарот за култура. А кажете ми, кои се вашите планови? Што во моментот се работи? На кои проекти работите? Јас пред се би сакала да речеме, во овој контекст на прашањето, да се заблагодарам на сите чинители досега што имаат учествувано, односно работено и го имаат создадено Народниот театар, да живее, да опстои, да живее се уште, да го пренесуваме на генерација, јас да бидам дел од него. Јас веќе 25 години сум во театарот, така да го чувствувам како свој втор дом. Не го чувствувам, него едноставно е мој втор дом. Го сакам неизмерно затоа што и секогаш повторувам дека жетта кон театарот никогаш не згаснува, така да ние постојано сакаме да твориме и создаваме. Еве сега се случи моментот, јас неодамно сум директорка на Центарот за култура, тоа значи дека само некаде околу месец дена сум на оваа функција поставена, меѓутоа не ја сметам оваа функција така како што би требало да се смета како функционерска в некоја функција, него едноставно ја сметам за функција која што едноставно ќе можам многу повеќе да придонесам, да го не да го обновам, него едноставно да му дадам нов правец на живеењето на театарот и во нашата држава и надвор нашата држава. Колку сакаат штипјани често да доаѓаат на театарски представи? Штипјани... Затоа што се луѓе кои што екстремно ја почитуваат културата, уметноста, имаат култ кон неа. Така е, да, ја почитуваат и од секогаш ја почитувале. Народниот театар во Штип е всушност еден бренд на општина Штип. Тоа не смееме да го заборавиме. Тие го негуваат глумци од Штип. Така, и тие го, само да довршам, значи тие го негуваат и продолжува соработката секако со општината, иако ние сме национална установа, сепак на локално ниво останува соработката, дури се и многу големи подржувачи на театарот. Публиката станува се побројна затоа што очекува едноставно нешто ново, нешто интересно и нешто убаво. Мислам дека и публиката во последно време, по ова инстант живеење и по ова, да кажеме, електронско движење и живеење, мислам дека сватија дека тоа е многу брзо, многу нема да може да ја ги долови чувствата, едноставно сака да се вратат. Така е, да се вратат на столчето во театарот, да ги почувствуваат рефлекторите, да го почувствуваат говорот, емоцијата, заедно да плачеме, заедно да се радуваме. Па може да се каже да избеганат од она секојдневие, од тој притисок на овој брз живот. Така и затоа ние во театарот работиме, нели, секоја година гледаме да правиме баланс меѓу комедиите и трагедиите или драмите. Сакаме да имаме представи, да продуцираме представи каде што ќе може да секоја публика да се пронајде и да дојде да ја проследи представата. Еве од неодамна ни заврши 12-тото издание на фестивалчето за деца и млади, Малиот принц. Благодарам. Тоа е исто така едно фестивалче кое што доживеа 12-та година поред, се оствари и доживува, станува еднакво како традиција кај дечињата. Секоја година во овој период од септември го очекуваат фестивалчето затоа што имаме навистина интересна понуда и представи кои што се работени во текот на годината од нас професионалците во професионалните театри и се прикажуваат овде во Штип. Публиката е многу убројна, задоволна пред се, тоа ни е многу драго и тоа всушност ни дава импулс за понатаму да може да работиме уште повеќе, да твориме. Како што кажаме, сега сте директор на Центарот за култура. Ќе ви недостасува ли сцената како актер? Јас не оставив сцената. Јас секогаш јас се шегувам. Значи како директор вие сте повторно така, јас се шегувам во последно време со моите блиски дека директорката, бидејќи нема финансии да плати актер од надвор, мора да биде и актер. Кој ви е најомилена улога? Еве, во текот на вашата кариера, има многу каде најповеќе се пронаоѓате? Има многу омилени улоги. Или може би кој карактер најповеќе би сакале да... И тоа не можам да го одредам. Ние актерите секогаш бараме нешто ново, нешто
да ни инспирира и да покажеме што се можеме, меѓутоа верувајте ми дека во текот на годините, односно во животниот тек, ние бараме да извадиме нешто повеќе од себе. Бидејќи нели со текот на годините како што созреваме, така всушност и нашата свест созрева, односно нашиот актерски дух созрева, па бараме многу поинакви и поразлични улоги да ја играме. Ви се случува улогата да ја однесете дома? Да. За жал, да. И колку време треба Постојано. прилагодување да се вратите во реалноста после? Се враќам, брзо се враќам и треба само неколку часов самување сама со себе и се Што значи дека враќам. Да. полесно е да влезете во улогата, отколку да излезете? Морам спасен да Тешко и тоа и кажам тоа. дека директорката има неверојатно позитивна енергија. Благодарам. Значи, Ја така чувствувале сите тука во студиото, ја верувај. расеавте овде и сите не расположивте со вашата Благодарам. прекрасна насмевка и сите Тоа овие значи работи. дека ќе мора да покануваме почесто да ни биде гости. Почесто, Во- ама и ние вие сакаме почесто да ни дојдеме. бидете, да, така, да, ние почесто да сакаме ни да бидете дојдеме гости. каде што вие ќе глумите на таа Така, театарска еве сега представа. наскоро ќе имаме премиера со Дејан Пројковски како режисер на тема Пијани Достоевски, и така да ќе биде многу интересна комедија. Да се не само заборавите поканени. да не поканите. Се Не. само Секако. поканени. така. Како пообичај, нели? Се надевам дека и публиката, штипската публика ќе ужива и вие ќе уживате и дека оваа представа ќе живее и понатаму. И се радувам на тоа, но тука не застануваме, нели? Ви посакуваме успешна работа, соработка и така натаму. Многу и проекти, многу многу представи. проекти, Ви благодарам. токму така. Успешна како директорка, како Ви благодарам. И јас би сакала да ги Натаму. поздравам и овие млади овде дечиња кои што се облечени во овие носеи, бидејќи тие се дел од нашиот центар за култура Браво, Шопово Штип, браво. затоа што тие Да ги секогаш поздравиме Така. дечињата од Тоска. Браво. тие своите концерти и своите настапи ги одржуваат токму на големата сцена во Центарот за култура Ацо Шопов и јас сум пресрекна поради тоа. Токму затоа и благодарение на овие дечиња продолжува да живее нашата традиција, коренита, вековита Так. за Македонија. Благодариме многу. Благодарам.
Otvori go, bene đerčeto, aman, 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 da ti rečam do dva zbora. Otvori go, bene đerčeto, aman, 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 otvori go, oj, pak zatvori go. Очите ти, aman, 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 tieni se stojnicite. Očite ti, aman, 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 tieni se stojnicite. Miluvanje, baknuvanje, aman, 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 to se veoma prikazali. Miluvanje, baknuvanje, aman, 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 to se veoma prikazali. Otvori go, penčerčeto, da ti rečam dva zbora. 3 godini bolje ležam, zato mi te crni oči. Драги мои štipjankите, не само што се познати како убави жени и со сите нишани што велат старите, велат за нив дека се многу вредни. Значи од ништо знаат да направат нешто. А пак кога им го дадеш конецот во раката, то се вистински уметнички дела. И затоа со посебно задоволство сакам да ви ја представам
господјата Станка Вујовик, инаку вработена во детската градинка Астибо, колку навистина убава професија, и членка на градскиот хор на Штип. Добре ни дојде, Станка. Како сте? Добри ли сте? Супер, имате две прекрасни професии, дури три. Така, сте во детската градинка, пеете, значи животот ви поминува со музика, но овие дела остануваат трајно. Како дојдовте до тоа да започнете со плетење? Ајде кажете нешто околу вашето хоби. Плетењето ви е хоби? Плетењето ми е хоби. Меѓутоа, еден период ми беше и како дополнителна дејност. Браво, секоја чест. Така? Така да, Од мали нозе почна од да мали учиш, нозе, да. Станка? да, Од мајка уште ти и многу баба ти? Мала, да. Така? Плетењето ми е интересирало и од секогаш сум го сакала. Така да, Со кои техники се занимаваш ти? Гледам дека повеќе плетени работи ни донесовте ви на таа маса и овде. Што конкретно работиш ти? претежно работиме најразлични модели, био блузи, шалови, Ова е капи, шал, така тоа е може шал, да си го ставам шалот? Изработките се рачни, Како е ова меѓутоа прекрасно. и машински. Машински повеќе, машински многу време, Така? машински изработки Мгм. и со комбинација и машински и рачни изработки. Така? Најразлични. Ова е машински работено? Не, ова е Рачно. рачно. Гледајте, рачно. драги мои, Работите која е ги ова уметност? Правиме, ова е дело на мојата сестра. Да, твојата сестра, да ја поздравиме твојата сестра. Виолета Поповска, Виолета она ги има Поповска. правено работите Така. по претежно рачните работи ги Така? прави таа. Дали случајно, да, се извинувам, дали случајно имате некаде каде ги изложувате вашиве плетени работи, дали ви ги нарачуваат? Еве, например, видете колку прекрасна капа. Зимата следува, може да ја пробам? Да, може. Значи, зимата следува и јас да ви кажам, ќе си нарачам од Станка една капа, затоа што навистина, леле, колку ме топли, колку е убава, како мајчина душа е, толку е прекрасна. Браво! И ви ги нарачуваат овие, Да, така? Воодушевени се од изработката. да. Изработката и убавината. Браво. А дали имате некој, значи, посебен стил што го негувате во плетењето и кажете ми кои се артикли ги изработувате? Шал, капа, друго што джемпери, Пончо, таму имаме пончо, така? претежно од- тие работи, да. Браво, браво, мантилчиња, капучиња Капучиња, болеро, и пончо. болеро. Леле, колку најразлични работи, модели Браво. различни. Навистина е чест да се носат вашите изработки, затоа што ова нема цена. Ова е рачна изработка. рачна. Нема цена. Значи, а знаете да се соберете пријателките и да си плетете заедно? Дали има и други кои што се влюбеници во Па не плетењето? многу, не. Не многу, нели? Немаме многу. Обично овие работи ги правиме. Сум ги правела со мојата сестра, претежно ја машинскиот дел на Така. изработка на плетени работи, а таа претежно плетеше на рак. Затоа што градот Штип е градот на модната индустрија, на конфекцијата, така, вашиве парчиња, како шал, да кажеме, джемпер и така натаму може прекрасно да се сложи со некој од модните штипски парчиња, па да биде прекрасен комплет, така? Да. Знаеме на некој убава свилена кошула, има прекрасни производители на кошули од Штип што се гордо сваша, да ставите, значи, некој убав шал на таа свилена кошула и да ја разубави исто така и жената, затоа што ова е уникатна работа, така? Дали знаете да го креирате парчето према личноста, према дамата, дали работите и за мажи, правите шал, капа и така натаму, или тоа е некоја лична инспирација ваша? Па со порачките сме имале и за машкиот дел плетени И парчиња. мажите Да, сакаат да носат, да, и така? блузи, И они се- и джемпери, капи и така. Сега, многу ме интересира за овој разговор како жена со жена. Велат,
Кога сум толку многу нервозна, кога треперам целата, значи, јас одам дома, го зимам плеталото, почнувам да Ме плетам смирува. и тоа ме смирува и ка, Да. како една терапија да земам. Дали Да, е тоа да. точно? Тоа е точно, да. Баш така. Баш така. Баш така. Тука си го наоѓате задоволството. Да. Да, како што мажите се смируваат пуно пати со цепење дрва, жените можат со плетење. Значи, имаме Да, еден еден лексилиум, да. Цепиш дрва? Да. Добро. Добро, ние ќе си продолжиме со нашето плетење или па тие што ловат риба. нели? Да, точно. Тие што ловат Така, риба, да. така и така, прекрасно. Да. Дали имате клиенти кои што се странци, кои што знаат да ви се јават? Да, Да? да, сум имала и такви, да. Они се исто Да, така да, влюбеници да. во оваа рачна изработка. Да. Најчесто користите? Кажете Памучни ми за конци, памучни, волнени, волнени, памучни, ликрени, така. акрилни. А кои се реакциите на странците кога ќе земат некое вакво уникатно парче? Па задоволни си. Верувам затоа што повторно ми побаруваат производ што е уникатен. Браво, браво, секоја чест. А значи, сигурно си го зимаш плеталото, плетивото, кога ќе тргнете некаде со автобус, со твоите дружки од хорот, така, од градскиот хор. Знаеш по пат така да си плетеш? Не, сега Не? веќе не. Сега веќе не. Сега веќе со други обврски. И како дополнителна дејност веќе е хоби. Плетењето. Ете така. Да. Драги мои, навистина да дадеме едно јавно признание на Станка за сите овие нејзини дела, прекрасни ракотворби, да се позлатат рацете, Станка, да ги радуваш луѓето, да ги радуваш пријателите и нас секако и многу голема чест ни е што си ни гостинка во Везилка. На првото одење на скијање или на зимовање, ќе ти се јавиме на телефон, ти да не опремиш со капи и со шал. Така? Добро. И секако ќе ни отпееш една убава песна. Ти благодарам многу. Браво за тебе. Како што е таја чаша полна со вино, како што е таја чаша полна со вино, така е и моето срце понос ја доби. Така е и моето срце понос ја доби. Дај да пијам, мила мамо, да се опијам. Дај да пијам, мила мамо, да се опијам. Јадовите, мила мамо, да заборавам. Јадовите, мила мамо, да заборавам. И да пиеш мирисине, пајде синема. И да пиеш мирисине, пајде синема. Јазе си, мили сине, пушка берданка. Па појди си, мили сине, гора зелена.
Ti si mili sine, mora zelena. Tamo gdje si najde sine, verna družina. Tamo gdje si najde sine, verna družina. Во непосредна близина на археолошкото наоѓалиште Баргала се наоѓа црквата Свети Ѓорги. Оваа црква представува една од најстарите цркви во Македонија од раниот средновековен период која во целост е сочувана. Црквата се наоѓа во некогашното мало Горни Козјак, дел од штипското село Козјак. Црквата потекнува некаде од 9-10 век, каде што тоа ни е потврдено и со археолошките искупувања, бидејќи овде е откриена една монета од Јован Цимиск 980 година, така да претпоставуваме дека црквата веќе била направена. Инаку црквата е една од активните цркви, најстара црква активна во Источна Македонија, бидејќи од тој период ние во овој дел од Македонија немаме таква црква која што е се уште активна. Црквата е во многу добра состојба, представува впишан крст во квадратна основа и внатре се зачувани и фреските. Пред неколку години вршевме конзервација на последниот слој на фреските. Инаку последниот слој кој што е истражен до сега е некаде од 11 век, а последниот слој кој што се гледа е од 14 век. Така да покажува дека континуитетот на живење на археолошкиот локалитет Баргала, кој е од досната антика 5-6 век, и некаде во крајот на 6 век имаме и историски податоци, меѓутоа и археолошките истражувања покажуваат дека градот некако замира во тој период. Меѓутоа, животот и континуитетот на оваа локација продолжува, што е и доказ оваа црква. Во околината, околу црквата, досега се пронајдени преку 200 гроба и е огромна некропола која што обстојувала исто така со истражувањата ги потврдивме, значи има етажни погребувања каде што имаме гробови на 3 спрата, еден врз друг, што најстарите се некаде од 10-11 век, а поновите се веќе и од крајот на 18 век. Околу црквата се простира голема средновековна некропола која што била во употреба од 7 век, па се до првите децении на 20 век. Некрополата има гробови од камени конструкции. Археолошките ископувања укажале дека погребувањето е на повеќе нивоа изведено во гробни дупки или гробови со камени конструкции. Има спорадични индиции за гробови со кремирани покојници. Посебно забележување е тоа што оваа некропола ги дала првите материјални наоди од времето на настанувањето и стабилизацијата на словените во брегалничкиот регион, а истовремено и податоци за разјаснување на проблемот за изградбата на црквата. Црквата е градена од речен камен и од малтер, со употреба на сполии собирани од разурнатиот антички град. Основата на црквата представува впишан крст во квадрат со трапезоидна апсида и предапсидален простор. Нешто подоцна до јужната страна на нартексот бил дограден параклис со купола. Од нартексот се влегува низ трибелон. Во јужното крило на наосот се наоѓа зидана правоаголна гробница изградена во исто време со црквата. Истражувањата покажуваат дека во 14 век црквата е обновена, при што на јужната страна на нартексот е додзидан параклис со квадратна основа и полукружен тамбур, горните делови на бифорите се затворени и извршено е третото поред живописување. Во внатрешноста на црквата има гроб за кој не се знае од кога потекнува, дали постоел пред нејзиното подигнување или пак некој покојник е погребан во нејзината внатрешност. На зидовите од црквата се наоѓа фреско живопис во 3 слоја. Првиот е најверојатно од 11 или 12 век, а последниот од 13 односно 14 век. На најстариот слој сочувани се старословенски графити. Во целосното сликање на црквата учествувале неколку зографи чии имиња не се зачувани. Црквата е прогласена и за споменик на културата на Македонија. Црквата е означена како археолошко наоѓалиште од типот средновековна црква и некропола.
Добар ден, почитувани гледачи! Денеска екипата на Везилка ве носи во едно многу интересно историско место во Македонија. Поточно се наоѓаме во селото Радање, кое што се наоѓа во областа Јуруклак, во општината Карбинци, на само 10 километри од градот Штип. Иако е ова село има толку голем потенцијал за туризам и затоа што се наоѓа кањонот Камник во непосредна близина на селото по течението на Радањската река. А денеска дојдов на гости во ресторанот Винска куќа, затоа што има големо значение за ова место, за ова село, за овој крај, затоа што каде што имаме убав амбиент, каде што имаме органска храна и те како треба да посетиме еден ваков ресторан, затоа што тука ќе јадеме здраво, од бавча, од нива, домашно подготвено. Одиме да видиме што се подготвува во Винска куќа ресторанот. Добар ден, Бранко! Добар ден, Адријанче. Како сте? Здраво, живо, добро, фала. Ти како си, добар ли си? Одлично, еве ве очекувам. Ајде. Мило ми е. И мене Повелете исто во нашиот така. ресторан Винска куќа. Благодарам многу. Повелете по една чаша вино. Како кажа Винска куќа, ова ветува многу добри вина. Така, значи, за да се дојде кај тебе и вреди, значи, да се запали автомобилот од Скопје и да се дојде. И од цел крај. Ајде, повели, седни да си наздравиме. За добре дојде. Така, на здравие нека. Добре дојдовте во нашето село, општина Карвинци, село Радање. Така. Ова е прекрасно твое вино, браво. Значи ти си производител исто така и на повеќе етикети на вино и не случајно го добива името ресторанот Винска куќа. Да. Како што реков во најавата, Бранко, дека ние се наоѓаме во непосредна близина на кањонот Камник. Камник, што е ремек дело на природата, така? Така, да. И овдека има голема фреквенција на туристи што го посетуваат Камник, така? Да, идат туристи од цела Македонија, наша држава. Имаме гости од сите градови. Буквално од цела Македонија, Од цела Македонија, да, токму така. Ти си најбитниот момент овдека во овој регион. Зошто? Затоа што ти ги обслужуваш сите туристи што доаѓаат овде. И овде кај тебе не случајно доаѓаат сите, затоа што ти си познат по органската храна. Токму така. Овде. Кај тебе, кажи им сега на нашите гледачи и едноставно да знам дека сите ќе посакаат да дојдат да те посетат. Затоа што во денешно време знаеме колку е тешко да се најде здрав патлиџан, пиперка, краставица, месо, свежо, домашно, без тие вештачки храни и така натаму хранете животните, така? Ајде сега кажи ми колку време ти постои ресторанот. Постои 4-та година. Еве влагаме во 5-та. За мало. Ќе правиме јубилеј, 5 годишен. 5 години. Како се одлучи за вакво нешто да отвориш свој ресторан, Винска куќа? Нашиот ресторан имаме наши лозови насади, поточно. Имаме и земјоделски површини. Произведуваме пченица, јачмен и грозје наше сортни, вина нажи. Браво! Секоја чест за вас. Црвено вино Вранец. Имаме наше бело темјаника.
мала наша семена винарија. Браво, секоја чест за вас. Ете, тоа е најскапото и највредното, Бранко, во денешно време. Значи, Да. ги имате сите предуслови за она што не еден човек му е потребно. Прво да избега од градскиот метеж, од гужвата, од животното лудило, да дојде овде да си ужива, имаш многу убава тераса. Колку ти е капацитетот на терасата? На терасата ни е 35-40 стола. Така, А на внатре трешниот На ресторан? трешниот ресторан 120. Браво! Кажи ми, 120. еве еден работен ден што се случува во винска куќа. Кога е најдобро да се посети винска куќа? Еве да им препорачаш на гледачите. Работиме преку цела недела. Мгм. Нормално имаме еден слободен ден. Преку викендот, петок, сабота, имаме жива музика. Кој ден Све. ви е слободен? Понеделник. Понеделник. Така? Значи за викендот имате... За викендот имаме музика. Браво! Наша од македонска Аха. естрадна музика. Така. Ти гостуваат и познати пејачи Па тука? сите, да, наши. Да. Да, сите. Браво, браво, Да. супер. А значи овдека правите и сигурно семејни веселби, некои други ивенти, што се организирате? Како сте расположливи, значи и достапни за народот да го организирате тоа? Што можеме да направиме тука? Имаме од родендени, крштевки, свадби. И свадби Да, правите. да, свадби. Браво, Бранко. Браво, секоја чест. Толку е мирно, толку е убаво. Значи се е така фантазија овде. А јас седнав малку кога дојдов на терасата. Да. А тој поглед што го има на терасата, мислам до цел Штип, Лачковица, се има Да, има преглед. така. Се гледа скоро и градот. Мгм. Така гостите што повише идат се за тераса. Така, супер. Дали, така дозволува времето. Ние Летниот сега период. сакаме од се срце да ги поканиме сите гледачи, нашите верни пријатели, кои што не биле во општината Карбинци, поточно во селото Радање, да го посетат кањонот Камник Камник. и да дојдат овде на крај после целата таа прошетка, да си го земат својот ручек токму овде и да го побараат нашиот Бранко, кој што е еден голем пријател на Везелка. И само што дојдов овде видов дека само Алфа телевизија има на твојот телевизор. Да, да. Токму така ја следиш нашата програма. Бранко, ние сега со нашата екипа се селиме од кај тебе, одиме во археолошкото наоѓалиште Баргала, Баргала, да. каде што те очекуваме тебе да ни дојдеш таму, каде што ќе ја снимаме нашата Везелка и таму ќе ги пробаме сите твои специјалитети. А дотокаш, ако имаш работа за нас во кујната, кажи ни, ќе влезам да ти помогнам. Да направиме некоја салатичка. Може, И може? ќе ми биде чест. Е, така, ќе драги ми биде гледачи. чест, голема чест. Значи, Да. кај Бранко важи паролата не само на гости, туку ако можеш и да си помогнеш нешто, така? Да, повикај пријател. Пријателка, односно Ти пријател. си ни пријател наш, така, значи на секој гостин 3 минути му е доста. Влегуваме во кујна и јас ке се фатам за работа, ке направиме некоја салата заедно и ке си ја поставиме трпезата на нашиот терен на Баргала, каде што ќе ја снимаме нашата Везелка. Од нашиот Да си- ресторан Винска куќа. Поздрав од Винска куќа. Ова е место за уживање, драги гледачи. Дојдете овде, напишете ни на страната на Везелка дека сте уживале, што сте јаделе, каков е амбиентот, што ви остави впечаток. А јас сум редовен гостин тука. На здравје, На брат. здравје. На здравје. Здравје, Миранче. Драги наши пријатели, вие што туку видовте од прилогот како јас си поминав кај Бранко во Винска куќа во селото Радање. Тоа е на вистина уживање. Каков предал, видовте ли каков предал? А луѓето какви се?
Јас за сите велам дека се екстра домаќини. Таков домаќин како што и Бранко. И како што ви кажав на самиот крај, нели, влеговме во кујна, заедно Бранко го распосле овој сомун пастрмајлија, како викате вие. Јас му помагав, го сечкав месото и ви кажав, драги гледачи, дека заедно ќе дојдеме тука во Баргала. Па добре, ни дојде и ти на нас сега во Везилка. Добро ве најдов. Фала на поканата, на соработката. Како нема да те поканиме, Бранче, затоа што твојот ресторан Винска куќа е од огромно значење за овој регион. Да. Од огромно значење, така? Да. Тука е кањонот Камни, како што кажавме, тука е Баргала, недалеку од Штип, општината Карбинци. Помини замини ти мораш да застанеш, да си каснеш нешто во Винска куќа и да се напиеш од домашните вина на Бранче. Кажи ми сега ти на мене, кога ќе дојдат гостите, што најповеќе сакат кај тебе? Кој ти е омилен специјалитет или специјалитет по кој што е познат Винска куќа? Скаричка? Правите скаричка? Правиме скарица. Салата наша македонска традиционална. Македонска традиционална салата. Затоа што правиш и убава домашна жолта. Домашна жолта, да. Ете, македонска салатка. Салата. Имаме наша салата од ресторанот Винска куќа. Така. Како бренд. Така. Која е таа салата? Винска. Винска, така. Сега, гледам тука дека сте биле вредни и сте правили јајвар и љутеница. Има пинџур, има ајвар. Ајде послужиме. Јас многу сакам сега. И пинџур, јајвар и цело време се тукмам. Ова е ајварчето. Ова е ајварчето. Па ете ја привилегијата од убави домашни пиперки. Природно, еколошко. Како паштета. Да. Леле, кој го правиш ајварот? Ова е пинџурот. Сите во дворот тамо? Персоналот на ресторанот Винска куќа. Поздрав за целиот персонал Винска куќа. Леле, како ви убав ајварот. Ова е пинџурче. Повелете слободно, пробајте. Ајварот за душа ми се фатија. Ами како не? Значи, кога ќе доаѓаат гледачите, да не испуштите да нарачате ајварче. Али со ајварчето мора да оде сиренце обавезно, пошто имаме наше сечи сирење. Овчо сирење. Од овој крај тука. Од овде. Малку сам. Од нашиот Плачковички регион. Овчо сирење. Мора да иде со... Ова им го препорачуваш на гледачите да го нарачат. Ајвар, салата, на Винска куќа, сирење. Сирењето е природно, чисто, овчо. Се влюбив во ајварот. Сега да пробаме лутеницата. Повелете. Па, драги гледачи, домашно е домашно. Да, чисто природно, органско. Значи имаме и тараторче. Има тараторче, да. Салата нормално. И ова урнебесе? Да, со домашна урда, така? Да, Ајде чисто. да пробаме, да го пробаме урнебесот. Значи, толку многу мезиња има. На вас што ви останува? Да дојдете да уживате во таа природа и во овие специјалитети, така? Така, да. Еве имаме и салата од модар патлиџа. Со луче залучено. Ова салатка со печено сусамџа. Да. И ова како оди убаво со чашка винце. Ова е вашиот специјалитет. Без вино не седнуваме ние во нашиот вино не? Да. Бранко, кои сорти на вино ги препорачувате ваши вина кога ќе дојдеме кај вас во ресторанот? Наши вина имаме, наша семена винарија. Така. Семејна винарија. Добро, Богданови. Богданови, да. Така. Вранецот е на прво место. Вранецот. Како, нели, стара прашка. Да, вранецот. Така. Имаме и сортни вина. Ова розето е од Мишел Палиер. Розето.
Исто имаме и Викторија Бело, Браво! бело вино, Браво. Викторија сортно. Тоа е привилегија, значи Да. да јадете храна што тие произведуваат и зеленчук, и месо исто така, и на крај да си ја насладите душата со вино што тие го произведуваат. Па Токму пуар на така, да. здравје, Бранко, така? е, да. На здравје. Ау, Еве сега. како мириса ова. А сортно е, прачката е сортна. М. Ова е наше селско месо. Селско мевце. Да, Добро. пошто сме во село, нели така, во Радање. Леле, како има сос, Да. значи има печурки, дај ми го целото. Дај ми го целото. Ау, каков убав сос и како убаво мириса. Повели Адријанче. Да ти кажам, мојот најомилен дел ми е ова, кога ќе ги пробувам сите овие работи. Ова е и селско лепче, наше исто. И селско лепче. Да. М, м, м. И кромиче Повели. има. Обавезно, Леле, како не. колку е убаво, колку е вкусно, со многу кромит, свинско мевце, печурчиња, лукче Да. и магданус. На здравје нека ни е. Нека И ни е. доаѓаме сега до специјалитетот исто Специјалитетот така на куќата. На куќата, да, ова е наш специјалитет. Штипска пастрамајлија, пошто не сме воопште на Карбенци, не е проблем. Мгм. Штипска пастрамајлија. Ова е нашиот бренд. Она не е Yes. многу голема, како 1 метар е. 85 сантима. М, Ова е м. традиционално исто туршија наша, природна. И тоа По- одлично оди- одговара со пастрамајлијата, Така, да, така? да, да. Браво, браво. Значи, се што посакавме, имаме во ресторанот Винска Винска куќа, куќа. драги мои. Од вкусна, традиционална храна, домашно вино, кој што е врвно вино, и добар амбиент, и добри собственици и прекрасен персонал. Наздравувам за сите вас, а вие, драги гледачи, кои што не сте Здравје, биле во Адријанче. селото Радање и во тој крај на нашата Македонија, повелете, Повелете во секое посетете време. го. Така, на здравје, На здравје. и за нашите гледачи. Petrole pile šareno, petrole pile šareno, a što si tolku ubava, a što si tolku ubava.
Во Штип има повеќе маала. Леваци, Деснаци, Сењак, Промаја, а од постарите се Стар Конак, Исар, Кадидере и Бабите. Но многу интересна е легендата за Бабите. На 600 метри северно од новата населба која што го носи името Баби и на десната страна од патот Штип-Стар Караорман се наоѓаат овие камења за кои што легендата вели дека се скаменети баби. Според локалната легенда, на 14 март, кога времето малку се затоплило, неколку баби тргнале да го напасуваат своето стадо кон подножието на планината Плачковица. На самиот излез на градот, луѓето кои ги пресретнали им рекле на бабите дека не е дојдено време за напасување на добитокот и дека Сечко се уште може да ги покаже своите заби, на што бабите подбивно одговориле: "Тиц козо јарина, плукам Сечко брадина." Сечко, февруари, кој што ги слушнал бабите, налутен и навреден од нивната дрскост, ја замолил Март, да му позајми некој од нејзините денови, дувнал со силен северен ветер, настанала лапавица и ги скаменил бабите на самото место каде што може да се видат и денес. Од тогаш, деновите до 14 март му припаѓаат на Сечко, а деновите до 20 март на бабите. Во годините кога времето од 14 до 20 март е сончево, се вели дека бабите се добри, а во оние години кога е студено, дека бабите се лоши. Оние кои го познаваат Штип многу добро знаат какви студени зими има и сето тоа заради една чудна баба. Во чест на оваа легенда, штипската населба Баби, која е на само неколку стотици метри од каменестата формација, го носи ова име. Драги мои, колку е многу важен фолклорот и фолклорните кореографии за одбележието на еден регион и на еден народ. Тоа може слободно да ни го каже денешниот наш гостин, кој што е директор на фолклорниот ансамбл за ора и песни и уметнички раководител на Тоска од Штип. Добре ни дојде, господине Баже. Добре најдов. Така, толку ми е сладко тоа кога ќе кажам Баже, затоа што и мојот син се вика Баже. И прекрасни, значи, овие млади дечиња кои што го негуваат македонскиот фолклор и традиција. Неодамна се вративте од Бразил и се вративте од Полска со маливе. Полска со малите. Значи имате... Тоа се случи во меѓувреме од последната емисија. Од последната емисија која бевте наши гости. Токму така, и сега со нетрпение очекуваме да ни апдейтирате, да ни кажете како поминавте во Бразил. Ајде да почнеме од Бразил. Така, значи Бразил е прекрасна држава, каде што има убава, значи убава вода, прво за бањење, за капење, нели океанот е тамо, едно друго. Бевме, фестивал беше во Пасо Пунто, но бевме, слетавме во Сао Пауло, бевме и Рио де Жанеиро. Значи, така, малце да се посети Рио де Жанеиро беше во наша слободна режија, а фестивалот беше еден од барем од еден од најпрекрасните фестивали до сега што сум бил јас. Браво, честитки. Дали беше од надпреварувачки карактер фестивалот? Мислам, предпоставувам дека знаете веќе дека цио веќе 30 години ги направи ревијални фестивалите, сите да видат, пред тоа беа надпреварувачки, но сега веќе се сите ревијални, така да, но тоа не значи дека не треба да го покажеш својот максимум квалитет. Ние имавме снимање исто така во Бразил, во Сао Пауло и во Баија, Салвадор, каде што ја презентиравме македонската традиционална кујна и нашата историја и така натаму, еве на дополнување од тој и македонскиот фолклор. Јас верувам дека бразилците беа воодушевени, восхитени од нашата облека. Они тоа посебно го почитуваат, така? Верувам дека добивте безброј комплименти. Така, но најпрво морам да кажам дека сигурно знаете или не знаете дека бразилците во нивната кујна на ручек и на вечера не јадат леп. И така, имавме ние проблемација со тој дел. На утро, значи за поедок имаше леп, додека за ручек и за вечера немаше леп. А ние македончето мора да има лепче, така. Предпоставувам вие лепчето од поедок си го шувавте и за ручек и за вечер. Така, некако се снаваѓаме. Убаво беше во Бразил, мора да кажам дека
таму учествува 5 европски земји, значи ние, пољаците, украинците, чесите и италијанците. И другите беа 7 држави од Америка, Латино Америка. Значи беа Чиле, Боливија, Аргентина, така. Значи негде околу 14 земји беа. Фестивалот беше еден од најдобрите, до сега сум поминал повеќе од 100 фестивали. Ни светот е еден од стварно од најдобрите. Близко, значи близко 50 години. 50 години. И баже кога ќе каже дека е еден од најдобрите фестивали во светот на фолклорот. Значи близко како карневалот. Близко како карневалот. Тоа беше големи спектакли, организација, самата организација луѓе 300-400 луѓе се во организација. Се виореше таму македонското знаме, има така? посебна композиција која беше подготвена за фестивалот, сите земји излегуваа со знамињата, па се правеше шоу, бидејќи тие прават спектакли. Сепак тоа е богатство и искуство и за самите деца, како и за промоција на македонскиот фолклор. Тие прекоокеански турнеи, ние втор пат одиме, бевме Кина, сега одиме Бразил. И во Кина отидовте, значи целиот свет го завртевте. Па полека се вртевме, полека тргнуваме веќе по континент. Па ви реков, последниот пат ќе те земеме за пејач. Доаѓам, дефинитивно. А јас ќе ви готвам таму. Може. Нели ќе ја презентираме? Леп. Ќе месиме леп, ќе ја презентираме македонската традиционална кујна и фолклор и ќе бидеме гениална екипа. Баже, ајде да видиме за Полска. Полска беше стварно исто добро, бидејќи тоа беше детски, интернационален детски фестивал во Нови Сонч и нашиот ансамбл стварно, бидејќи таму не е надпреварувачки, но гледаш практикуваат луѓето, имаше жири комисија од 5 доктори на науки, меѓу кои и една бугарка имаше. Така да најдобрите епитети за од сите ансамбли ги доби нашиот ансамбл, а посебно го истакна членот на оркестарот Тале Јовановски, мора да го пофалам, бидејќи дете 6 одделение или 7 свири кавал прва лига. Значи таму беа и бек вокалите, што пејачката група, значи за Полска беа со нас. Кои се плановите сега на ансамблот? Распеани срца ке фестивалот, понатаму малце доаѓа затишје, бидејќи си била игрорка, знаеш кога се прави нов репертоар, кога се увежбуваат игрите до февруар месец и март се тргнува веќе во концерти по Македонија. Оваа година нема да одиме многу далеко, ќе бидеме Холандија, Чешка, Словачка, а веќе за 26-та веќе ја имаме во предвид и веќе почнавме во комуникација сме со Африка. Секоја чест, браво за фолклорниот ансамбл Тоска, секоја чест. Драги мои, заслужува да ги поддржиме и вие пред малите екрани. Исто дајте еден аплауз за овие наши следни генерации. Останете со нас да ја видиме следната изведба на овие членови на фолклорниот ансамбл Тоска. Ви благодарам многу. Уште еднаш браво. Браво. Драги наши пријатели, верувам дека уживавте и во оваа везелка. Токму се одјавуваме од Баргала и останете со нас и следната недела во истото време, затоа што везелка продолжува да патува, да истражува и сите работи да ги споделуваме. Јас мислам дека навистина го одбравме едно од најубавите места за почеток на четвртата сезона, нашата прва емисија, а дали знаете каде ќе ве водиме наредниот викенд? Не знаете сигурно, затоа треба повторно да бидете покрај малите екрани и да ја гледате прекрасната везилка. За сега имајте убав ден, се гледаме нареден викенд, ве сакаме! Ве сакаме!